Вчера и ноќеска депонијата го труеше Кочани, градот кој според официјалните мерења за квалитетот на воздухот важи за еден од најзагадените во регионот, беше изложен на дополнително загадување од чадот на запалениот смет на депонијата. Ова беше причина за реакција на опозицијата која вината за запалената депонија очекувано ја лоцираше во локалната власт. Градската депонија и денес гори. Чадот се шири на голема површина над градот и се чувствува силна смрдеја во Кочани, а особено во селото Бели. Сведоци сме на еколошка катастрофа. Сведоци сме депонијата секојдневно гори. Гори неконтролирано. Го повикуваме директорот на КЈП Водовод, го повикуваме градоначалникот на општината, подитно да превземат наетни мерки за спречување на оваа еколошка катастрофа. А ако споменатите не се способни за истото, бараме владата на РМ да ја превземе надлежноста поради несовесно работење на горе споменатите. Од друга страна, од локалната самоуправа се категорични дека проблемот со депонијата е експресно решен и чат таму не ги труе кочанчани. Само овој викенд на градската депонија се пренесени околу 500 метри кубни земја со цел да се стави под контрола незиното согорување, како резултат на одредени хемиски процеси и горење, предизвикано од пред неколку денови од страна на несовесни граѓани. Паралелно со ова, викендов раководството на комуналното јавно предпријатие Водовод и градоначалникот Никол Чоилиев одржаа средби со представници на местната заедница Бели, со кои се договорени конкретни активности и подршка во настојувањето да се сведе на минимум загадувањето предизвикано од градската депонија. Трајното решение на овој децениски проблем е затворање на градската депонија, што ќе произлезе од зајакнувањето на капацитетот на предпријатијата во регионот што управуваат со отпадот. Инаку пожарите на депониите се проблем со кој секојдневно се соочуваат сите општини од регионот. Освен на Кочанската депонија, оган и чад речиси секој ден има и на депониите во Виничко, Лески и на депонијата Озрен кај Пробишти.